За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јунешки шницли во сос од павлака. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 600 грама јунешка кртина, 200 мл кисела павлака, 1 лажица мешан зачин, 300 грама свежи шампињони, 100 грама брашно, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 80 минути. Прво месото го сечеме на парчиња. Парчињата месо ги точиме со чук. Ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Потоа ги редиме шницлите една врз друга, оставаме да ги впијат зачините. Шампињоните ги сечкаме на парчиња. Шницлите ги свалкуваме во брашно. Потоа ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Запржените шницли ги ставаме на чинија. На преостанатата мрснотија во тавата ги пржиме шампињоните. Ја додаваме павлаката. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Маглоносот ситно го сечкаме. Го додаваме во тавата. Промешуваме. Потоа во тавата ги враќаме шницлите. Оставаме да се динстаат. На средината на чинијата за сервирање во форма на куп нанесуваме од претходно сварениот ориз. Околу оризот во круг редиме листови зелена салата. Откако шницлите ќе се издинстаат, ја тргаме тавата од оган. Околу оризот во круг ги редиме шницлите. Врз шницлите со црпалка нанесуваме од сосот од тавата. Декорираме со цвет од лушпа од домат врз оризот и листови влашец. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 80 минути. Овој рецепт можете во секое време да го погледнете од понеделник на нашиот YouTube канал Храна и вино МКД. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совињон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени.